Невладини организации барат од Министерството за труд и социјала да даде насоки на центрите за социјални работи за да почне примената на правилникот со кој беше укинат брзиот трансфер на пари како пречка за добивање социјална помош, ако изминатиот период имаше ретроактивна примена. Иако правилникот беше променет во јануари оваа година, досега на терен социјалците и понатаму остануваат должници на државата и немаат право на социјална помош, а според информациите пласирани во јавноста станува збор за над 2000 социјалци кои должат на државата 430.000 евра. Ова е само еден од проблемите детектирани со проектот Мониторинг и известување за правата на ромите, кој невладината КАМ го работи изминативе 10 месеци во соработка со Хелсиншкиот комитет за човекови права со поддршка на германската амбасада, а кој покажа дека од регионов има поднесено 22 барања за прогласување на решенијата за ништовни. Доста случаи се пред управниот суд. Една од забелешките е што управниот суд не донесува мериторни одлуки и ги враќа предметите назад, па се носат истите решенија и всушност граѓаните не ја добиваат правдата. Затоа треба овде насока да даде и Министерството за труд и социјална политика. Но на терен е детектирано дека има прекршување на човековите права на ромите од сите области. И покрај тоа што постои нова стратегија која што треба да го напреди статусот на ромите во нашето општество, сепак тие се уште се соочуваат со бариери во сите области, вклучително во здравствената заштита, значи социјалната заштита. За сите лица кои се соочиле со некако вид на прекршување на човековите права, овие невладини обезбедуваат и бесплатна правна помош. Сепак невладиниот сектор порачува дека за да нема прекршување на човековите права на ромите, потребно е надминување на предрасудите, промена на свеста и диалог меѓу институциите.